Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 7 од книгата Дела. Станува збор за доста долга глава, која се состои од 60 стихови. Во суштина, главната тема е одбраната на Стефан пред Синедрионот. Во својот говор, тој се обидува на тогашните религиозни водачи да им објасни дека израелскиот народ не секогаш бил послушен на Бог, но дека Бог преку Христос им нуди можност за помирување и спасение. Истото може и треба да се каже во однос на луѓето кои се нарекуваат христијани. Како што не сите израелци беа верни на Бог, така не сите што се нарекуваат христијани се луѓе кои вистински го следат Христовиот пат. Мислам дека е време да почнеме со читање на текстот. Во оваа проповед, првиот маченик Стефан дава општ преглед на историјата на израелскиот народ. Тој преглед започнува со Авраам, кој иако не беше совршен човек, сепак беше личност која вистински му веруваше на Бог. Стих 2. А тој одговори: луѓе, браќа и татковци, чујте, Бог на славата му се јави на нашиот татко Авраам, кога беше во Месопотамија, уште пред да се пресели во Харан. Месопотамија е областа која се наоѓа кај долината на реките Тигар и Еуфрат. Тоа беше родниот крај на Авраам и местото од каде Бог го повика. Стихови 3 до 5. И му рече: излези од твојата земја, од твојот род и од домот на татко ти, па појди во земјата што ќе ти ја покажам. Тогаш тој излезе од земјата Халдејска и се насели во Харан, а оттаму, по смртта на неговиот татко, Бог го пресели во оваа земја, каде што живеете вие сега. И во неа не му даде наследство ниту една стапка земја, но вети дека ќе му ја даде на потомството негово и нему во посет, иако уште немаше челад. Кога Бог му се објави на Авраам, покрај другото, тој му вети потомство, а Авраам му поверува. Бог му вети земја, а Авраам поверува дека ќе добие и земја. Стихови 6 до 8. И му рече Бог вака: потомците твои ќе бидат населени во туѓа земја и ќе бидат поробени и мачени 400 години, но јас ќе му судам на оној народ под чие робство ќе бидат, а потоа тие ќе излезат и ќе ми служат на ова место. И му го даде заветот за обрезание. Потоа на Авраам му се роди Исак и тој го обреза на 8-миот ден, а Исак го роди Јакова, Јаков пак 12 патријарси. Во овој дел од проповета Стефан се префрла на потомците на Авраам, син му Исак и внук му Јаков. Во теологијата, Авраам, Исак, Јаков и потомците на Јаков се познати под името патријарси. Стихови 9 до 16. Патријарсите беа завидливи кон Јосиф и го продадоа во Египет, но Бог беше со него и го избави од сите негови маки и го дарува со благодат и мудрост пред фараонот, египетскиот цар, кој го постави и за началник над Египет и над целиот свој дом. Тогаш настана глад и голема мака по целата земја египетска и хананска, и нашите татковци не наоѓаа храна. А Јаков, кога чу дека во Египет има пченица, ги прати таму по прв пат татковците наши. И кога отидоа по втор пат, Јосиф им се откри на браќата и фараонот го запозна родот на Јосиф. Тогаш Јосиф прати гласници да го повикаат татко му Јаков и сиот свој род, 75 души. И така Јаков слезе во Египет и таму умре тој и татковците наши. И ги пренесоа во Сихем и ги положија во гробот, што во Сихем го беше купил за сребро
Авраам од синовите на Емор. Робството во Египет, кое траеше неколку векови, а потоа и излегувањето од Египет, се исклучително значајни периоди за израелците. Пред излегувањето од Египет, Бог го подигна Мојсей како избавител на народот. На почетокот, народот не сакаше да го следи Мојсей, а потоа, откако го послушаа, тие постојано му предизвикуваа главоболки во пустината. Стихови 17 до 22. Но, како што наближуваше времето за исполнување на ветувањето, за кое Бог му се заколна на Авраам, во Египет се зголемуваше и се намножуваше бројот на луѓето, се додека во Египет не дојде друг цар кој не го познаваше Јосиф. Тој лукаво постапи со нашиот народ, ги мачеше татковците наши, присилувајќи ги своите новороденчиња да ги остават, за да не останат живи. Во тоа време се роди и Мојсей, кој му беше на Бога мил. 3 месеци беше хранет во куќата на својот татко, а кога беше оставен, него го прибра фараоновата ќерка и го одгледа како свој син. И ја научи Мојсей целата мудрост египетска и беше силен во зборови и во дела. Има неколку нешта кои сакам да ги нагласам во овој дел од епизодата. Прво, кога читаме дека Мојсей ја научи целата мудрост египетска, тоа не неопходно треба да го сватиме како нешто погрешно. Како што и денешната археологија ни открива, египтјаните биле народ кој во многу аспекти бил понапреден во споредба со сите останати цивилизации. Тоа се однесува на некои гранки како што се медицината, економијата, архитектурата и слично. Кога писмото вели дека Мојсе ја научи целата мудрост египетска, тоа значи дека во првиот дел од својот живот бил посветен да го учи тоа што египтјаните како народ го знаеле. Се разбира, дел од знаењето на тој народ ги вклучувало и нивните религии во лажни богови, но тоа не значи дека Мојсей ги прифатил нивните религии. Мојсей беше израснат како син на ќерката на фараонот и затоа верувам дека имал пристап до најдобрите учители и тутори во цел Египет. Иако Мојсей беше учен човек, сепак не беше подготвен да го води Божиот народ. Колку и да е добро тоа така наречено секуларно знаење, тоа не е подготовка за духовниот водач. За еден човек да може духовно да ги води луѓето, неговиот живот треба да биде допрен и променет од страна на Бог, но и да има повик за таа служба. И така, откако помина 40 години во Египет, Мојсей потоа се најде во пустината, каде во период од 40 години Бог го градеше неговиот карактер и го подготвуваше за да го избави народот од робство. Стихови 23 до 34. А кога навршуваше 40 години, нему му дојде на ум да ги посети браќата своји, синовите Израелови. И кога виде дека еден од нив го навредуваа, го заштити, одмаздувајќи се за измачуваниот, го уби египтјанецот. Тој мислеше дека браќата негови ќе согледаат, дека Бог преку неговата рака ќе им даде спасение, но тие не сфатија. А на другиот ден, кога некои од нив се тепаа, тој дојде кај нив и ги советуваше да се смират, велејки: луѓе, вие сте браќа, зошто се навредувате меѓу себе? Но оној што го навредуваше својот ближен, го одби од себе и му рече: кој те поставил да бидеш началник и судија над нас? Или пак и мене сакаш да ме убиеш, како што вчера го уби египтјанецот? Од тие зборови Мојсей побегна и се насели како тугинец во земјата Мидјанска, каде што му се родија 2 сина. И кога поминаа 40 години, му се јави ангел Господов во пустината
на Синајската гора, во огнен пламен во една капина. Мојсей штом виде, се зачуди од тоа видение и кога се приближи да погледа внимателно, пристигна до него гласот Господов. Јас сум Бог на татковците твои, Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковов. Мојсей се стресе и не смееше да погледа, а Господ му рече: собој си ги обувките од нозете, зашто местото на кое стоиш е света земја. Јас ги видов добро маките на мојот народ, што е во Египет, и го слушнав неговото воздивнување, па слегов да го избавам, а сега пријди да те пратам во Египет. Бог рече: го слушнав воздивнувањето на народот, односно тоа значи дека Бог ги слушна нивните молитви и одлучи да им даде избавување. Патем, тоа е причината и поради која Бог го прати својот син, Господ Исус Христос, на оваа земја, бидејќи тој виде во колку лоша и безнадежна состојба се наоѓаме и одлучи да не спаси од вечната смрт. Бог не ги спаси израелците, бидејќи тие беа добри луѓе, туку поради својата благонаклоност. Бог не спасува поради нашата добрина, туку поради неговата. Стих 35. Тој Мојсей, кога го беа одбиле, велејки: кој те поставил за началник и судија, него Бог преку ангелот, кој му се јави во капината, го прати за началник и избавител. Забележавте дека во стихот кој го прочитавме се вели дека Бог му се објави на Мојсей преку ангел. Според Светото писмо, ангелите се вистински духовни битија, кои имаат задачи и мисии кои им се дадени од Бог. Често, нивната цел беше да се појават пред некоја личност и да ја пренесат некоја порака. Всушност, токму тоа е и значењето на старогрчкиот збор ангел. Тој збор значи гласник. Ангелите не се духовни битија кои, како што во цртаните се представуваат, само летаат со своите крилја и свират на харфи. Верувајте ми, кога вие денес би имале можност да се сретнете со ангел, тоа нема да ве остави рамнодушни. Секој кој во писмото се сретна со ангел беше исполнет со страв и трепет. Ке продолжиме со читање на текстот. Стих 37. Тоа е оној Мојсей што беше им рекол на синовите Израелови: Господ, Бог ваш, меѓу браќата ваши ќе ви издигне пророк како мене. Ова е важен момент од проповета на Стефан, бидејќи во овој дел тој всушност ќе им ја открие на слушателите поврзаноста помеѓу Мојсей и Господ Исус Христос. Стихови 38 и 39. Тој е оној што на собирот во пустината, на планината Синајска, беше со ангелот кој му зборуваше и со татковците наши, оној што прими животворни зборови нам да ни ги предаде, и кому нашите татковци не сакаа да му се покорат, туку го отфрлија со срцата своји и се свртеа кон Египет. Се разбира, ова не значи дека израелците буквално се свртеа кон Египет, но во нивните срца тие постојано размислуваа за животот во Египет. Би можеле да кажеме дека се додека не влегоа во ветената земја, тие имаа носталгија за земјата на робството, од која Бог ги избави. Но, наместо да ги осудуваме, ние денес треба да се преиспитаме и да се прашаме кон што се свртени нашите срца, дали кон Господ или кон овој свет. Стих 40. Велејќи му на Арон: направи ни богови што ќе одат пред нас, зашто не знаеме што му стана на оној Мојсей кој не изведе од египетската земја. И покрај се што Бог направи за нив, сепак тие го отфрлија и почнаа да му се поклонуваат на идол. Стихови 41 до 47.
И во оние дни направија лик на теле и му принесоа жртви на идолот и се веселеа пред делото на своите раце, а Бог се одврати од нив и ги остави да му служат на воинството небесно, како што е напишано во книгата на пророците. Доме Израелов, ми принесовте ли вие заклани животни и жртви во текот на 40 години во пустината? Нашите татковци имаа во пустината скинија на собранието, како што беше заповедал оној кој му зборуваше на Мојсей, да ја направи според образецот што го беше видел. Неа татковците наши ја примија и со Исус Навин ја внесоа во земјата на незнабожците, што Бог ги отфрлаше од лицето на татковците наши. А тоа се случуваше се до времето на Давид, кој најде милост пред Бога, посака да му најде живеалиште на Бог Јаковов, а Соломон му изгради дом. Можеби ќе се сетите на овој дел од Стариот Завет, но во еден момент Давид сакаше да му изгради храм на Бог, а Бог не му ја одобри таа желба, туку му кажа дека неговиот син Соломон ќе го направи тоа. Стихови 48 до 55. Но Севишниот не живее во ракотворени храмови, како што вели пророкот, небото е мојот престол, а земјата подножје на нозете мои. Каков дом ќе ми направите, вели Господ, или кое место е за мојата почивка? Не го направи ли сето ова мојата рака? Тврдоглави и необрезани по срцето и ушите, вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како татковците наши, така и вие. Кого од пророците не го гонеа вашите татковци? Тие ги убија оние што го предвестија доаѓањето на праведникот, чии предавници и убијци станавте сега и вие што го примивте законот преку ангелите, а не го одржавте. Кога го слушаа ова, срцата им се исполнија со гнев и со забите крцкаа против него, а Стефан, исполнет со Дух Свети, кога погледна кон небото, ја виде славата Божја и Исус како стои од десната страна на Бога. Во писмото, десната страна е страна на чест и авторитет. Кога се вели дека Господ Исус стои од десната страна на таткото, тоа значи дека му е дадена чест и авторитет да владее. Стихови 56 до 60. И рече, еве, ги гледам небесата отворени и синот човечки како стои од десната страна на Бога. Но тие извикаа со висок глас, ги затворија ушите своји и еднодушно се нафрлија на него. И откако го изведоа надвор од градот, почнаа на него да фрлаат камења, а сведоците ги оставија алиштата своји пред нозете на едно момче по име Савле. И додека фрлаа камења врз Стефан, тој повикуваше и велеше: Господи Исусе, прими го духот мој. Потоа падна на колена и извика со висок глас: Господи, не примај им го ова за грев. И штом го рече тоа, почина. Со тоа, Стефан отиде во присуството на Христос и во царството беше примен како првиот маченик на црквата. Но, помеѓу оние кои го прогонуваа Стефан, имаше и еден млад човек, фарисеј, по име Савле, кој ќе биде еден од највлијателните луѓе во историјата на црквата. Во моментот кога Стефан беше убиен, Савле мислеше дека неговите зборови се безумство, но по некое време и самиот тој ќе поверува во Христос и ќе биде сведок за него пред многу луѓе и на многу места. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо.
Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.